Благодарам на прашањето. Прво се гледа кој поставува прашање, а потоа се гледа прашањето за да може да поставите контекст за одговорот. Прашање ми поставува пратеник од ВМРО ДПМН, чието седиште на политичка партија е синоним за криминал и за незаконски стекнат имот врз грбот на граѓаните. Со судска пресуда во случајот Талир 2 е докажано дека дворецот, кој што вреди 7 милиони евра, е незаконски, криминално стекнат врз грбот на граѓаните, односно со пари украдени од граѓаните. Тоа значи дека тие кои што тогаш биле на власт, краделе од граѓаните, правеле имот, се луксузирале и на незаконски начин изградиле објект, додека граѓаните тонеа во сиромаштија и во долгови, во време кога минимална плата беше 9000 денари, дупло помалку од денес, кога 3 пати беше помала социјалната помош и кога немаше никаков закон за стечајните работници. Такви милионски суми биле злоупотребени, а исто така и процедурите биле злоупотребувани. Детални урбанистички план за таа зграда 3 пати е менуван за да може партијата од која што пратеникот го поставува прашањето да добие 12.000 квадратни метри за седиштето, а на место на стамбена зграда кај што било предвидено да никне хотел. И таа шема е докажана на суд. Затоа, кога се зборува за имоти, треба прво да се погледне во сопствениот двор. Во однос на конкретното прашање, прво секој функционер, без разлика од која партија доаѓа, без разлика на која функција е поставен, без разлика на кое ниво во хиерархијата на државната управа е поставен, има должност, согласно со Законот за спречување на корупција, да достави имотен лист за се она што поседува до Државната комисија за спречување на корупција, која што тоа потоа јавно го објавува. Сите оние кои што тоа не го направиле во законскиот рок, треба да бидат санкционирани согласно со закон и согласно со процедурите и законите врз основа на кои што работи Државната комисија за спречување со корупција. И од тоа никој никогаш не добил заштита, ниту од мене, ниту од било кој член на владата. Се што е предвидено согласно со закон, треба да биде изречено како санкција. Второ, ме прашавте за мене, еднаш ви одговорив од оваа пратеничка говорница, меѓутоа на друг пратеник од исто од вашата политичка партија. Се што јас поседувам, го имам стекнато низ 22 годишна кариера во приватниот сектор. Се што сум работел, можете да најдете во секоја биографија која што ми е објавена и можете да најдете на мојот LinkedIn профил, и исто го кажувам како што го кажав и минатиот пат. И сето тоа е пријавено во Државната комисија за спречување на корупцијата. Секоја промена и секогаш е доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата. Бидејќи вие фабрикувавте една афера, која што нема никаква основа и која што ја фабрикувавте единствено затоа зашто вашата политичка партија, вашиот председател и вашиот градоначалник на град Скопје се најдовте во средиште на огромна афера која што сами си ја извадивте пред граѓаните, во која што себе си се обвинувавте кој какви тендери местел во Водовод Скопје, кој какви вработени вработувал, без ниту една друга политичка партија да ви се меша, бидејќи тоа беше единственото нешто за што се зборуваше и вие сега решивте ке фабрикувате афера. Јас тогаш кажав и сега кажам. Врз основа на сите закони во државата, јас побарав од адвокати да постапат согласно со сите законски одредби во тој дел и поднесено е барање до пратеникот кој што
јавно зборуваше по пресконференции невистини, да се извини. Доколку тоа не го направи, нормално дека постојат закони каде што се тоа што збореше ќе треба да докаже на суд, а исто така на моје барање е доставено до Државната комисија за спречување на корупција да се ова што го зборуваше тој провери. Во однос на тоа како ви имот поседувам, сега во овој момент можете од мобилен телефон да се приклучите на Државната комисија за спречување на корупција и точно да видите што се јас поседувам. Благодарам.